без долгови, активна сметка, редовен даночен обврзник. Вака пишува на веб страницата на DigiCube IT компанија. Коосновач на оваа компанија е Влора Адеми со својот стартап, поточно пред се. Првиот старт беше во Microsoft Македонија, а подоцна се одважи да формира своја фирма. Токму Влора Адеми, гостинка во ова издание на Трилинг, господја Адеми пред 3 години стимале 28 работени, лани преполовен состав, просечна нето плата од околу 1800 евра, намален е бројот на работа или ова IT индустрија има недостиг од кадри. Станува збор за IT индустрија која се повеќе бележи раст и подем. Ја мислам дека IT индустријата IT доменот не е слична на другите индустрии, бидејќи правилата се предводуваат од глобални светски трендови, пошто IT доменот се справува на тие глобални околности. Така што мислам дека последните 5-6 години, особено од времето на пандемија и веќе економска криза имавме и од неколку веќе видени војни, и тоа дефинитивно влијае врз IT индустријата, а истовремено, значи, од друга страна, многу корпорации намалија број на вработеност, и тоа значи дека од една страна додека имавме економска и криза, светска криза, а од друга страна имавме многу достапен, квалитетен кадар од невработеноста или отпуштување на вработени од страна на корпорацијата, а од друга страна економската криза доведе во тоа да компаниите да не се осмела да инвестираат особено во долгорочни технолошки развој, попредпазливи за намалување на трошоците и слично. Сето тоа доведе да има една криза во IT. Од друга страна, ние како држава знаеме и сме познати, особено во IT индустријата, да нудиме човечки капитал, бидејќи тоа е едно од главните столбови, да кажеме, во нашата држава, што немаме кој знае какви природни капацитети за да можеме да влијаеме во економскиот раст. Меѓутоа, тоа што гледам јас последните години, за жал и тој човечки капитал кој што можеме да го дадеме како финален производ, квалитетен, некојаш и квантитет, не е ни битно. Миграцијата донесе и многу други предизвици. Многу млади луѓе, исто така и во оваа професија, замина од нашите простории. Новата владеачка гарнитура, предводена од ВМРО ДПМН, најавува дека ќе стави акцент на економскиот раст и развој. Каква деловна клима е потребна за подобрување на состојбите во македонското стопанство? Бизнес заедницата многу често се жали дека државата не знае да ги препознае потребите на бизнисот. Јас мислам дека државата има направени, ние сме виделе последните години доста стимулации за да се потигне тој економски развој, но не секогаш е во финансискиот момент. Значи, владините политички, особено лидери, секогаш мислат дека ако им се нуди финансиска поддршка, тоа е доволно за да се потигне тој економски развој. Не. Мислам дека пристапот е погрешен. Некогаш е битно за да се даде некој ноу-хау сапорт на предприемачите, зашто да не да се водат некои политики или да се водат некои обуки за да може да видат конкретни ауткам на тие некои конкретни активности, например, зошто не би ми помогнале на мене како жена предприемач за да наоѓам клиенти, да кажеме, у друга земја освен Швајцарија. Исто така и мојот бизнис е стартуван лично од моите напори. Во IT индустријата, иако имаме платите се релативно добри за македонски услови, сепак овие кадри се одважуваат и решаваат перспективата да ја бараат надвор од границите на државата. Не умееме или не знаеме да ги задржиме дома?
Мислам дека таа политичка незрелост на нашите политичари кои ја предводуваат нашата земја, исто така доведува да не некоја нестабилност. Значи, повеќето кога зборувам со младите, зошто? Бидејќи кога ти имаш некоја финансиска околности добри, значи може да се живее и добар квалитетен живот, меѓутоа сепак зборува за овие професионалци во IT се прилично интелигентна популација, интелектуалци кои што генерално би сакале да живеат на некој систем, на екосистем кој што има стандард, добар живот на квалитет, добро образование. Значи има и квалитетот на животот е подобар кога има еден екосистем кај што има нормативи, ред и дисциплина. Тука кај нас, значи, генерално, за жал, имаме многу негативни приказки у секојдневието. Значи, политичка нестабилност, економска криза, сето тоа, значи, влијае, колку и да сме ние свесни, колку да имаме финансиска добра положба, сепак влијае, пошто нели размислуваш долгорочно. Кога ќе имаме стабилна држава, кога ќе имаме стабилен екосистем кој што сите институции се поврзани и има некој ред и дисциплина. Тоа, за жал, ние се уште не сме постигнати таму. Верувам дека исто така ова е една од причините зашто младите веруваат дека спасот е надвор од нашата земја. Посебна слабост ви е женското предприемништво. Долго време патувавте на релација гостивар. Скопје, мајка сте и сопруга. Во едно ваше интервју велите: не постои конкретно олеснување што сум жена предприемач, макар и даночно олеснување. Дали е тоа барање за привилегиран статус или потреба за родова еднаквост? Јас сум позната како бунтовник за позиционирање на жената во општеството во различни сфери. Мислам дека не се работи само да имаме некој привилегиран статус. Ја мислам дека таа родова еднаквост е битна во нашето општество и заслужува жената да биде позиционирана таму кај што е местото. Последните години ние сме виделе многу напредок во овој домен, меѓутоа ја мислам дека, и често го кажувам, дека овој напредок, за жал, е постигнан или успешно реализиран само во застапеност на квантитет пристап. Тоа значи дека ние многу се боривме ова години да имаме бројна застапеност на жената во политиката, во надворешната политика, но тоа повеќе сме предводени од некои политики само да прикажеме на западните земји дека позиционирањето на жената во парламент, во политика, во надворешната дипломација сме го постигнале таа родова еднаквост на некаков начин. Но јас строго кажувам и се уште се борам и давам изјави дека тоа што на нас ни е потребен како позиционирање на жените во општеството е на вертикален пристап, малце поквалитетен пристап. Значи, треба да се има такви политики и воведување на програми кај што можеме да ја зајакнуваме позицијата на жената во нашето општество, дали во образование, дали во политика, дали во граѓанското општество. Какви подготовки се потребни за да се стимулира предприемаштвото? Една анализа прочитав дека жените се поголеми предприемачи отколку мажите. Дека женското предприемништво се... Да, точно. Значи, ми се свиѓа тоа ваше видување. Јас се слагам со тоа, пошто јас секогаш се повикам на тоа дека можеби жените имаат таква емоционална интелигенција или некоја емпатија кој што природна, да кажеме, кој што верувам дека таа можеме ние позитивно да ја злоупотребиме таа интелигенција, за да можеме да ги поставиме жените во некакви позиции кај што можат да донесат и одлуки врз основа на некои емоции кои што ние некои работи ги предвидуваме од напред. Тоа валјда нешто спиритуално или... И јас мислам дека за жал тоа не се користи доволно во нашата држава. Во креативните индустрии имате неразвиени форми на ангажирана работна сила, фриленсери, дизајнери, програмери, мали програмски фирми или самовработување, стартап бизнис ангели. Дали македонскиот деловен свет и владата ги идентификува овие луѓе или се оставени на маргините? Владата не знам дали има...
нема ни доволно политики за да ги идентификуваат кои се тие професии на фриленсери. Значи, сега мислам дека работиве во оваа бранша на фриленсерството, да кажеме на некаков начин. Нема некој стандард или регулатива кој што може да знаеме точно која е таа бројка, кои се тие професии, а од друга страна иако тие професии постојат, сепак младите, иако значи може да бидат оние самостојни, сепак размислуваат да бегат надвор од земјата. Дигитализацијата која во Македонија, ако и се верува на новата владеачка гарнитура, би требало да заврши до крајот на оваа декада. Какво е нивото на општа писменост во овој дел околу дигитализација? Која дигитализација? Јас од времето на Microsoft и до денеска, значи тоа може би се скоро 2 децении, се зборува истата тема, дигитализација, интероперабилност на сите системи владени и за жал, и се уште и ден денеска гледам истите отворени тендери за истата тема, со истиот буџет, веќе 2 децении, а од друга страна се уште имаме многу нерешени проблеми. Тоа е за жал, знаете како, значи, ја тоа секојаш го велам, значи, многу е купено брашно, а се уште не го гледаме лебот. Тоа на некаков начин, значи, дигитализацијата е систем кој што навистина треба сериозно да се навлегува на ова, бидејќи особено интероперабилност, каде што треба сите владини институции, не само министерства, туку и другите владини и помали институции, треба на некаков начин да се поврзуваат и крајните корисници, кои во нашиот случај ние сме како граѓани, треба да ги видиме поволностите на таа примена на дигитализација. Ете, например, сега кога ја имав случај кога требаше да аплицираме за новите пасоши и лични карти. За жал, истата ситуација, ја значи не видов ништо дигитализиран процес, сепак се водеше аналогно. На екс-министерката Мила Царовска пред неколку години напишавте убаво срочени стратегии за дигитално образование на ученици. Доста со вакви копи-пейст четива, препишани од странство. Јас сум заборавила кога сум ја пишувала таа изјава или кога сум ја давала, меѓутоа, за жал, се уште стојам на таа изјава, може би има и нијанси на вложување на образовниот систем. Многу ми е жал како е можно, значи, нашите политички лидери, многу едноставна формулата, кога немаш природни ресурси во една држава, единствено тоа што ти останува да вложиш во образованието, за да имаме придобивки во економско-социјално окружување. Доста имаме добри примерни, квалитетни земји, како што е Сингапур, Јужна Кореја, Финска, Германија, кои што строго инвестира во образование и денеска, значи, имат огромни придобивки. Кај нас, знаете како, значи, образованието секогаш, како и другите домени на државните институции или мисии, сака да инвестираат на нешто кај што ќе имат краткорочна инвестиција, но со краткорочен придобивка, значи одма сакат резултати да ги видат со кратко инвестирање. Образование е деликатен домен. Значи, во образование треба да се инвестира со децении, па тек тога, значи, да се видат придобивките на долгорочно ниво. Значи, ние немаме толку политичари, значи, не сакам сега да делувам многу негативно, меѓутоа, мислам дека сега е време нашите политичари да бидат позрели, повизионери и за да можат да воспостават некои стратегии поробусни, за да се поатрактивни, а зошто да не истите нивните, значи, кои што ќе ги заменат другите министри, зошто да не и од другите политички партии, зошто да не ја водат истата политика, истата стратегија, истите акциони планови. Значи, секој нов министер и за жал во образование новите министри доаѓаат секоја втора година, нити четврта година не завршуваат. И тоа, значи, се почнува нешто ново, доаѓа новиот министер, наместо да продолжи тоа што е веќе почнато, воведува нов процес. Како ќе ги приспособиме младите генерации, младите на новите предизвици и технологии? Доаѓа време на вештачка интелигенција, а нам или поточно македонското образование на
ниско ниво. Тоа е штета. Значи, вештачката интелигенција не само што доаѓа со низа на предизвици, но доаѓа и со низа на придобивки и можности. Меѓутоа, пак и таа придобивка недоволно може ние да искористиме или да ги видиме придобивките на оваа вештачка интелигенција, бидејќи ние немаме доволен кадар и таленти на овој домен. Значи, пак ќе заостанеме на овој домен за да ги видиме придобивките. Од друга страна, па има и многу предизвици, бидејќи вештачката интелигенција доаѓа со низа на нормативи, стандарди, кои што треба да се води некој ред, како начинот на користење, како да не се злоупотребат податоците и слично. Благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам и на вашата покана. Влора Адеми, IT предприемач, една од собственичките на IT компанијата DigiCube.